Во ова видео детално ќе ги објасниме сите вежби на полигонот за Б категорија. Ова е замислено како брз потсетник за оние кои веќе се спремни за испит, но и како прв чекор за сите вас кои допрва планирате да седнете зад воланот. Прва вежба. Тргнување од место со прва брзина и движење по лента која што има ширина 2,5 метри, а со должина 36 метри. Целта на оваа вежба е со вашето возило и неговиот габарит да не преминете преку белите линии, било тоа да се бочни или хоризонталните бели линии. При застанувањето напред важно е да знаете дека растојанието меѓу вашето возило и хоризонталната бела линија не смее да биде поголема од 1 метар. Со брзина за движење наназад започнувате да го движите вашето возило, кое што во ниту еден момент не смее да запре, односно да има прекин во своето движење. Тоа го правите со наизменично испуштање и притискање на комплугот, односно квачилото, кое што ќе ви даде една константно мала брзина која што ќе ви даде исто така време да реагирате благовремено, со цел да не нагазите преку било кој од овие линии. При движењето наназад пред да запрете, ваша обврска секогаш да запрете пред линијата, а растојанието меѓу задниот дел, односно браник на вашето возило и белата линија не смее да биде поголемо од 1 метар. За напуштање на првата вежба се користи прва брзина и се напушта истата, и при тоа исто така не смеете да преминете преку белите бочни линии. Од оваа вежба, што ја завршите оваа прва вежба, се упатувате кон втората. Која што вежба е полукружно свртување во определен простор во 3 маневри. При самото позиционирање кај оваа вежба внимавате да не преминете, односно да не ја нагазите десната бочна линија, тоа е оваа линија, и исто така се трудите да не бидете приблиску до истата, но исто така и не премногу далеко. Секогаш им кажуваме на кандидатите тука да не ризикуваат да доаѓаат приблиску до истата. Бидејќи докога ја нагазите оваа линија, уште при самото позиционирање, испитот ќе биде неуспешно завршен. Тука со свртување на воланот во лево и прва брзина доаѓате непосредно пред белата линија. Кај оваа вежба габаритот од вашето возило смее да премине преку линиите, единствено нешто што е важно, а тоа е тркалата од вашето возило да не ги нагазат белите линии. Со брзина за движење наназад, односно рикверц и волан завртен во десно, го придвижувате возилото наназад и запирате пред тркалото да ја нагази белата линија. Третиот маневар е свртување волан во лево, прва брзина, при што се напушта успешно оваа вежба. Тоа ќе значи дека успешно сте извршиле полукружно свртување во определен простор. Штом завршите со оваа вежба, се упатувате кон третата вежба, која што е паралелно паркирање. На самиот пат кон таа вежба, внимавате тука да не ударите некој од овие столпчиња, кои што се наоѓаат на влезот од самите гаражи, во кои што ние ќе паркираме. Едно нешто кое што секогаш им кажуваме на кандидатите со цел полесно и правилно паркирање во овие гаражи е секогаш возилото да го позиционираат на посветлиот дел од асфалтот, што ќе овозможи при паркирањето да не ја нагазат оваа бочна бела линија. Важно е тука да знаете дека секогаш се позиционирате паралелно со претходникот на гаражата во која што сакате да паркирате, а така во овој случај ние се позиционираме паралелно со гаража број 1 за да паркираме во гаража број 2. Кога браникот ќе дојде паралелно со линијата од вашето паркинг место, застанувате, го завртувате воланот до крај во десно и движите додека во левиот ретровизор не го видите внатрешниот агол од вашето паркинг место. Важно е да се напомене дека оваа вежба ја правите цело време со брзина за движење наназад, односно рикверц. Штом го видите внатрешниот агол од вашето паркинг место, запирате, го исправате воланот, односно тркалата се прави и со бавно движење наназад запирате непосредно пред белата линија од гаражата. Кога ќе запрете тука, единствено нешто што треба да направите е да го завртите воланот до крај во лево и движите наназад, се дека предната лева гума не влезе во самата гаража. Со тоа сте го извршили успешно паркирањето. Од тука, ваша единствена задача е од рикверц да ставите во прва брзина и со исто завртен волан до крај во лево, како што сте влегле, исто така ја напуштате гаражата, односно тоа паркинг место. При напуштање на оваа вежба, односно паралелното паркирање, внимавате да не ја нагазите оваа лева бочна бела линија.
И на овој начин, како што е прикажан овде, вие напуштате третата вежба и се упатувате кон четвртата вежба. Тргнување со рачна сопирачка. На патот до оваа вежба, најчесто како е на ова видео, ќе бидете колона од возила едно зад друго и како што кажав пред малку, од вежба до вежба секогаш движиме со прва брзина. И секогаш го следите возилото кое што се наоѓа пред вас, на начин што секогаш водите сметка за растојанието меѓу вашето возило и возилото кое што се наоѓа пред вас. На оваа четврта вежба карактеристично е тоа што се додека не заврши тој пред вас, односно возилото кое што е качено на тоа брдо или на горнина, вие чекате за оваа стоп линија и чекате се додека на испит не ве повика испитна комисија, а членот на испитна комисија стои на самата таа нагорнина. Со прва брзина тргнувате, односно возите по нагорнината, запирате пред таа бела стоп линија и целта ваша тука е возилото да не се врати наназад. Со прва брзина крената рачна, го испуштаме кумплугот до моментот кога возилото сака да тргне. Како ќе знаеме дека сака да тргне, може и на ова видео да забележите, што возилото започне да тресе или под наводници клекне, тоа значи дека сака да тргне. Единствено нешто што го спречува е рачната сопирачка. Во тој момент само додаваме малце газ со цел да му помогнеме на возилото полесно да искачи на горнината и во тој момент единствено што треба да направиме е спуштаме рачната и ги задржуваме педалите во истата на позиција во која што се претходно. Многу е важно да не ги испуштаме дополнително или притискаме. Возилото само ќе се искачи по нагорнината. И на тој начин, со ова, на успешен начин сте ја завршиле четвртата вежба, односно сите 4 вежби на полигон. Доколку ви се допаѓаат овие видеа, ставете лайк, споделете го видео или доколку имате некои прашања, пишете ни во коментар.